Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Болна вистина. Деби слушнала неколку девојчиња како чекорат зад неја на патот до училиште. Токму тогаш сакала да се сврти кога Линда Нелсон гласно кажала: "Еве ја Деби која се прави важна. Мисли дека е паметна. Секогаш зборува долго како некое паметно дете, како би направила да сите останати се чувствуваат глупи." "Пст," некој кажал. "Зошто би молчала?" Линда остро одговорила: "Дозволи да госпогицата возвишена и моќна слушне. Ми се е лоши од незиното фалисување." Деби продолжила да чекори, гледајќи само пред себе си, додека образите и горела. Не знаела дека Линда такви чувства има кон неа и покрај тоа што во последно време се однесувала многу студено. Дали Линда така зборува за неа и пред другите ученици? Колку посрамувачко и понижувачко. Деби побрзала да училишната зграда и низ ходникот до своето ормарче. Линда неколку пати била на часови во незиниот клас и не била нешто нарочно добар ученик. Без сомнеш, љубоморна е на моето одлично памтење и високите оценки. Така си размислувала Деби. Требаше да ја се свртам и да ја оптужам што завидува и е пакосна. Требаше да ја посрамам како што таа ме посрами мене. Целата вриела од бес. А тогаш се сетила: јас сум христијанка и добро постапив. Додека одела до својата училница, одненадеж и дошол наум еден стих од минатата седмица кој го имаше учено на памет. "Немојте да се карате со никого. Ако е можно, колку е до вас, бидете во мир со сите." "Ке се обидам, Господе," си кажала самата на себе си. Сепак, непријатно се чувствувала знаејќи дека некој непријателски е расположен кон неа. И дали е можно дека постои некоја вистина во тоа што Линда го има кажано? Деби знаела дека е необично што сака да чита енциклопедии. Едноставно сака да дознава нови работи. Често на своите училишни другари и колешки им ги пренесувала некој од интересните информации. Сега се прашувала дали тоа го правила како би го споделила со нив или затоа што се правила важна. Незините мисли се свртеле кон проповета која порано ја има слушното, а која зборувала како луѓето често се слепи за сопствените грешки, додека другите многу јасно ги согледуваат. Морала да признае дека била горда на брзината на својот ум и на своето добро памтење. Дали одразот на низиното лице и тон на низиниот глас Линда и останатите откриле вообразеност? Тие мисли цел ден и се вртеле во глава. Сватила дека Бог се обидува да влијае на неа. Ама што ќе прави со Линда? Не сакала да лутината и ги труе мислите кога ќе се сретнат. Одненадеж одговорот дошол сам. Зошто не и кажеш на Линда како Бог ја употребил? Зошто не и се заблагодариш на Линда? Внатрешниот глас и рекол: "Тоа е лудост." Ама по добриот дел на Деби се молил: "Господе, ако е Твоја волја, дај ми прилика да насамо можам да разговарам со Линда." Тоа попладне после училиштето Деби заминала до библиотеката по книги. Прва личност која видела била Линда, која седела сама, прелистувајќи некое списание. Срцето на Деби почнало побрзо да чука додека и се приближувала.
Linda, može mi li na moment da porazgovarame? Linda pobrzo poglednala, a očite širo mi se otvorile koga videla ko je to i što ih se obraća. Zašto? Porodić što? Prašala ta. Sakam nešto da ti kažem. Sakaš li te molim da me poslušaš? Ako misliš na ono što sam go kažala u Trineva, samo si go imaš zasluženo. Linda ostro odgovorila. Možno je da sum, Debi priznala. Mnogo sam razmisluvala za to i znaš što? Verovam deka Bog te upotrebil kako bi mi pokažal nešto za mene što nikoga šporano ne sam go primetila. I od toja pričina sakam da ti se zablagodaram što si mi pomognala. Linda, što viduvački gledala vo Debi, so širom otvoreni oči. Debi sednala preko pat od neja. Mu se molev na Boga da mi ja prosti moja ta gordost i načinot na koji sam gi uvredila ostanatite luge. Linda, ako sam te povredila, na vistina mi je žal. Sakaš li te molim da mi prostiš? Pa Linda izgledala kako da se isnemuvac zborovi, togaš bavno kažala. Sekako Debi. I mene isto taka mi je žal. Bev prilično zlobna. Da li sme od svega prijateljki? Debi je zaprašala smejki se. Linda i odgovorila isto taka sa nasmevka. Da, sme. Ruke svoje širi gle, nježno gledam malene, djeci cijelog svijeta Isus ime zna. Isus voli djecu malu, djecu cijelog svijeta to. Bijele, žute, crne, sve, pa i one smeđe gle, Isus voli djecu cijelog svijeta to. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Шtovани гледачи, срдечно ве поздравувам сите вас. Вие ја следите емисијата Библијата зборува.
Ovo je второ предавање во рамките на оваа серија на предавања од Светото писмо од Библијата. Што е тоа Свето писмо и зошто ни е дадено? Интересно, може да споменеме на почетокот, почитувани гледачи, дека Библијата или Светото писмо е најважно Божје откровение дадено на човекот. Во него Бог ни се открива самиот себе. Ни го открива и самиот Исус Христос, Творецот на се она што постои на оваа планета. Во Библијата, во Светото писмо е откриен и планот на спасението. Тука ќе се запознаеме со основните христијански начела кои треба ние како луѓе да ги почитуваме. Интересно, повторно ќе поставиме истото прашање: што е тоа Свето писмо и што тоа опфаќа? Светото писмо, може да кажеме, почитувани гледачи, дека во Христово време ги опфаќало Мојсеевите книги, книгите на пророците и псалмите. Треба да споменеме исто така на почетокот дека Библијата е поделена, или Светото писмо, на два дела: Стари завет и Нови завет. Ние малце подосна ќе ги споменеме и книгите, односно колку книги содржи самата книга Светото писмо или Библијата. Зборот та Библија значи збирка на повеќе книги. Денеска ние во Библијата или Библијата што имаме во нашите домови, имаме всушност една мала збирка од многу книги, помали книги секако. Еве да прочитаме во Евангелието според Лука, во 24 глава, 44 и 45 стих, Исус што кажал: па им рече: ето тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас. Оти треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата. Интересно, ова што овде го читаме, еве и по зголемени слова, може да кажеме дека Исус во негово време ги насочува луѓето да го читат Стариот завет, затоа што Новиот завет се уште не постоел, се уште не бил напишан. Новиот завет се создал после Христовото заминување од оваа земја. Овде Исус на овие луѓе кои ги сретнал на патот за Емаус, кога се враќале до Ерусалим, ги насочува кон законот Мојсеев, тоа се 5 книги Мојсееви, тоа се пророците, значи има пророчки книги и псалмите Давидови. Списите на апостолите исто така биле признати како дел на Светото писмо. Тоа малку подоцна, како што спомнав, настанало и самиот Нови завет од писателите кои живееле за време на Христа и после Христовото заминување. Може да кажеме, почитувани гледачи, дека Библијата е посебна книга. Не само религиозна книга, туку таа е и археолошка книга, медицинска книга, историска, секако и религиозна, зашто тука се дадени основните принципи, основните работи кои треба ние како луѓе да ги знаеме. Библијата настанала, драги мои гледачи, во долг временски период, од 1600 години. 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Значи, за време на тој период учествувале повеќе од 40 писатели во пишување на тие свети зборови. Зошто ги нарекуваме свети зборови? Затоа што тие зборови биле вдахновени, односно пишувањето што го имале апостолите, пророците, царевите, тие биле потикнати од Светиот Дух да ги напишат овие извештаи кои денеска ние ги имаме во Светото писмо. Еве ова фотографија ни илустрира дека многу луѓе, кога ќе се спомне последната книга во Библијата, Откровението, веле дека таа е тешка книга за разбирање. Некои нарекуваат и Апокалипса, бидејќи ги најавува последните настани пред второто Христово доаѓање. Меѓутоа, Откровението е една прекрасна книга, кај што апостол Јован, кој бил на островот Патмос, ги опишува завршните сцени, завршните мигови, кои ќе се случат пред второто Христово доаѓање. Го опишува и новиот свет, новото време, кој ќе отпочне после Христовото доаѓање на оваа земја. Така да, Откровението самото себе се тумачи. Ако го познаеме добро Светото писмо, Стариот завет и Новиот, така да самото откровение нема да ни биде
покровенije, kako za neko što to predstavlja, teška materija za razbiranje. Bog ne ni ostavil knjiga koja je teška za razbiranje, za svaćanje. Tuku sekako treba nije kon Biblija da pristapuvame su molitva, su poniznost, da Duh Sveti ni go razjasni ono što je potrebno da go razbereme. Znači, Sveto pismo vo Hristovo vreme gi opfakjalo Mojsejevite knjigi. Knjigite na prorocite i psalmite. Spisite na apostolite isto tako bili priznati kako del na Svetото pismo, zato što postojat i apokrifni knjigi koji ne se priznati, ne se vo toj kanon. Zborot kanon, počituvani, znači pravilo, merk. Biblija je sastavljena od dva dela, Stari zavet i Novi zavet. Učestvovale okolo 40 pisatelji. Podeljena je, znači, na 39 knjigi Stari zavet i 27 knjigi vo Novi zavet. Kako je dadeno Sveto pismo? Kako došlo to pismo do naše te race deneska? Interesno, Sveto pismo go pišuvale proroci, apostoli. To je rezultat na Božito providenije. Bog je vdahnoval ove sveti luge i ti je togo napišale. Neki od njih bile očevici, prisustvovali na tije nastani, a imalo i one koji go ispitale sve to i go stavile na hartija. Znači, od očevici prašuvale i go zapišuvale. Eve, ova fotografija ni go ukažava, ova fotografija ni ukažava na Jovan Krstitelot, koji zaminal, bil ubijen, ovo je vtoriot Jovan. Ovaj je Jovan učenik od Isusov, koji je bil zatvoren na ostrov Patmos. Bog mu dal prekrasne videnija na toj ostrov. Iako đavol odsakal da go zamokne i zato go odnel tamo faktički preko togašnjite upravitelji da go zamoknat Jovana, no to i tamo dobil prekrasni videnije. Da ne bil Jovan tamo na toj ostrov, može bi deneska ne bi go imale otkrovenije to. Prekrasna knjiga koja je zborova za završnite sceni. Apostol Pavle veli vo 2. Timotejeva 3.16, celo to pismo je od Boga vdahnoveno i polezno za pouka, za izobličuvanje, popravanje i poučuvanje vo pravdata. Znači, celo to pismo, dragi moji prijatelji, je važno. Ima lugi koji velat, Stari od zavet povek je nevažni. Nije deneska se potpirame na Novi. To ne je ispravno. Zašto? Zato što, Biblija ta veli, celo to pismo je od Boga vdahnoveno. Ne može nije da sami odreduvamo da je kao ova važi, ova ne važi. Ova je staro, zastareno, a svega nije se držime za ova novoto. Ne, celo to Sveto pismo je od Boga vdahnoveno, dadeno. Isus, kako što spomnov, u njegovo vreme, dok je bil nova zemlja, to je go čital, proučoval Stari od zavet i je nasočio lugeto da go čita. Celo to pismo je dadeno od Boga. Niko ne sme da dodade, niko ne sme da odzeme. Taka pišova poslednata knjiga Otkrovenje, 22. glava. Ako neko odzeme od pismot, od Biblijat ili dodade, Bog im odzeme del od njegovi od život. Zato niko nema pravo da go odzema ili da dodava delovi na Sveto pismo. Bog preko Svetio Duh je otkrival svojata vest preko posebno odbrani luge. To bili luge vdahnoveni, pobožni, česni luge. Biblija te rekao mi je pišuvali okolo 40 napisatelji, može i nekoj poveke u 40, no tuka se. Tije bile su različito obrazovanije, nekoj bili lekari, nekoj bili pastiri, nekoj sveštenici, nekoj carevi, a nekoj obični građani ili ribari. No tije bile vodeni od Svetio Duh. Tije ne smele da pišuvat nešto što ne bilo spored Božeta volja. Da, Pavle zborova vo nekoj momenti, jaz veli togo pišem od sebe, a ne kako sovet od Boga. To je togo naznačova, no sepak to je preko tije svoj pisanije što gi napišal upatova ohrabruvanje do vernicite vo njegovo vreme. Eve apostol Petar što ke kaže, 2. Petrova 1.21. Oti nikogaš spored čovečkata volja ne je izrečeno proroštvo, tuku svetite Božji luge zboruvale, prosvetuvani od Svetio Duh. Gledajte, počtovani, deka Duh od Sveti gi vodel, gi vdahnoval. Naprimjer, Mojsej, pisatelj na 6 knjigi, to gi napišal
петте книги Мојсееви во Стариот Завет или тоа Петокнижје и книгата на Јов. Мојсей не бил во времето на Адам и Ева, Мојсей не бил во времето на потопот, но Бог тоа му го открил во видение и тој детално ни дава опис. Мојсей не бил во времето на Аврама, но го опишува тој настан кога Аврам го жртвовал својот син. Значи, овие Божји луѓе биле вдахновени од третото лице на Божеството, од Светиот Дух, и тој ги водел, тој им откривал. Некои работи Бог им ги открива преку соништа, преку виденија, а некои преку глас. Бог им рекол, ова напишете го, ова сторете го. Така да, може да имаме денеска, драги пријатели, 100% доверба во Библијата, во Светото писмо, дека тоа писмо што го имаме денеска е верно на оригиналот. Секако, ние денеска немаме оригинали, зашто невозможно било да се сочува тие списи. Меѓутоа, додека списите оригинали биле и постоеле, Бог потикнува луѓе, како што биле масорет или таа масоретска школа, кај што ги препишувале деловите на Библијата. Од оригиналните списи тие правеле нови оригинали. Секако денеска е многу полесно, имаме компјутери и може се фотокопира, да се фотокопира некој текст, но во тоа време немало. Тие биле толку прецизни. Збор по збор, буква по буква, запирка, точка, се броело. И ако нешто се погрешило, целиот лист се фрлал и се отпочнувало ново пишувано писмо. Значи, тие едноставно биле толку верни, честни луѓе, што секој збор го префарлувале, односно го препишувале. Писателите на Светото писмо биле луѓе од различни краишта, од различни векови, сталежи и образование. Така да, некои меѓу себе не се ни познавале, но интересно, биле водени од истиот дух, кон истата цел. Тоа бил Божиот дух. Спомнавме, еве, цареви, царот Давид, и тој напишал доста од Светото писмо. Апостол Павле, скоро половина од Новиот Завет го напишал апостол Павле. Апостол Јован, значи, тоа биле луѓе. Во пишувањето, рековме, учествувале околу 40 писатели. 1600 години тоа бил долг временски период, но биле водени од истијата сила, од Божиот дух. Тоа треба денеска да не охрабри, драги пријатели, да не охрабри, да не потикне, да ја земеме Библијата, да ја читаме, да ја проучаваме, зашто во неа ќе го најдеме Бог, ќе ја најдеме Божјата мудрост и сила кој ни стои на располагање, ќе го пронајдеме и Спасителот Исус Христос. Но, на жалост, во текот на историјата, во тој така наречен темен среден век, кога Библијата била забранета, кога била затварана, кога луѓето биле полуписмени или неписмени, и само оној клер наречен, оние луѓе кои биле писмени како свештеници и одреден број на други луѓе, имале пристап до Светото писмо, до Библијата. Во тоа време, тој мрачен среден век, Библијата била само преведена на латински јазик. Тоа било затворено старо писмо, кој скоро изумрено писмо, што никој не можел да го чита освен една категорија на луѓе. И луѓето биле многу во заблуда. Свештенството во тоа време ги водело во погрешна насока. Се до оној миг додека Мартин Лутер не се подигнал како реформатор и не ја превел Библијата на германски народен јазик. На луѓето тогаш им се отворили духовните очи. Ја сватиле вистината дека живеат во погрешен начин на живење и обожавање на Христа. Гледате ова фотографија, тоа ни го покажува. Библијата била во катанци, сокриена во тему влосани подроми, да не биде достапна до човештвото. Но Бог потикнува луѓе и по цена на нивните животи да ја препишат Библијата, да ја преведат на мајчин јазик и достапна до што поголем број на луѓе. Познати се оние валдежаните во Италија кои по цена на својот живот ја преведувале, ја препишувале, ја умножувале, ја носеле Библијата од село до село, од град до град. И навистина тоа било голем благослов за луѓето да имаат допир до Светото писмо, до книга над книгите, до Библијата. Тие внатре ги откриле важните работи како треба да живееме како христијани. Светото писмо
го пишували, како што спомнав, пророци, апостоли. Тоа било дадено од Бога, зашто е резултат на божественото вдахновение. Бог преку Светиот Дух ја открил својата вест преку посебно одбрани луѓе. Ѓаволот, сатаната, драги мои пријатели, паралелно правил друго писмо, други списи, така наречени апокрифи, лажни. Тој подигал своји луѓе кои извитоперено пишувале невистинито. И затоа Бог подигнал посебни луѓе во посебно време да ги препознаат оние фалсификуваните книги, апокрифите, лажните книги од оние вистинските, така наречени канонски книги, оние кои Господ ги признал и ги прифатил. Сега, уште едно прашање да си поставиме. Зошто ни е дадено Светото писмо? Дали да имаме само уште една книга повеќе во нашите библиотеки, или Бог го дал писмото со посебна намера, со посебна цел? Познавањето на Светото писмо е полезно за овој и за идниот живот. Значи, спомнав дека Библијата не е само верска книга, таа е археолошка, историска книга, медицинска книга, книга која зборува за Вселената. Библијата зборува дека земјата е тркалезна. Иако знаеме таму во минатите векови, кога луѓето немале пристап до Библијата, мислеле дека земјата е плоча, па и денеска, на жалост, повторно тоа верување се потикнува науката, некои делови од науката тврдат дека земјата е плосната. Но ние како христијани веруваме дека е тркалезна врз основа на Библијата, зашто Исус вели, Бог вели дека земјата е тркалезна и виси ни на што. И ние тоа го прифаќаме. Значи, кога зборуваме за Библијата, таа ни открива многу работи, како на полето на астрологијата, на астрономијата. Дека астрологијата е наука која не е од Бога, дека ѓаволот ќе потикне да луѓето веруваат во звезди, во созвезди и така натаму. Но археологијата, кога ја чита Библијата, таа ги потврдува работите кои ги пронаѓа денеска, кога ископува, кога копа в земја и ги пронаѓа таквите работи како што Библијата ги опишува. Еве што вели апостол Павле во посланието до Тимотија 2, 3 глава. Бидејќи уште како мал ги знаеш светите писанија, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Христа Исуса. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно, гледате сега што пишува. Потребно е и добро е за поука, за изобличување и за поправање во правдата, за да биде Божиот човек совршен и годен за секое добро дело. Значи, кога ја читаме Библијата, драги пријатели, Библијата ни дава поука, не поучава, не изобличува, всушност го открива гревот, слабостата кај нас и не насочува кон Христа да побараме прошка, да добиеме сила за да се извлечеме од гибелта на овој грев. И овде вели за поправање. Да, Библијата кога ја читаме, Духот Свети не потикнува да се поправиме во нашиот говор, во наше однесување, во почитување на Божите упатства и правила. За учење. Значи, Светото писмо ни дава правила како да водиме еден христијански живот. Тоа ни ги открива сите наши должности кон Бога и кон ближните. За карање или за изобличување. Значи, Светото писмо го жигосува секој грев во нас и ни укажува дека кај Бога да дојдеме по милост. Бог ќе ни прости и ќе ни даде сила да продолжиме во нашиот секојдневен живот. За поправање. Светото писмо не поправа, ни го покажува вистинскиот пат и ни дава сила да одиме по него. Давид вели, во срцето своје ја затворив речта твоја за да не ти грешам. Наистина, драги пријатели, само Библијата, како духовна книга, може да ни помогне во нашиот христијански духовен живот. Значи, како што детето расте и се поучава, за да ги разбере основните одговорности кон ближните, така христијанинот во Светото писмо ги наоѓа принципите што му помага да стане совршен и приготвен за секое добро дело. Тоа значи да за растење во праведноста. Бог сака да растеме, да не се задоволиме со тоа знаење што сме го постигнале во минатото. Не може еден родител да биде задоволен ако детето порасте само една педа или две педи
од неговото раѓање. Тоа ќе биде загрижено и ќе побара лекарска интервенција. Така и Бог е загрижен, драги пријатели, ако ние само се задоволиме со тоа што ќе отидеме еднаш во црква во годината, ќе се прекрстиме, ќе ја кажеме молитвата можеби Отче наш, Татко наш, и со тоа ќе ја задоволиме нашата духовност. Не. Ние се лажиме ако така работи. Ние треба постојно секојдневно да читаме, да се храниме, како што 3 пати јадеме физичка храна, потребно е духовно да се храниме, проучувајќи Библијата, Свето писмо. Библијата е наречена, драги пријатели, дека е и светлина. Твоето слово ми е светилка на моите стапала, светлина на мојата патека, вели царот Давид. Знаете, кога ќе се најдете во некој мрак, во некој подром, мрачно е. Колку е благословено и драгоцено ако имате запалка. Само една мала запалка или еден кибрид, шкорче ќе запалите и веќе вие не сте сами. Вие не сте осамени. Вие не сте во мрак. Имате пред себе светлина. Библијата е духовна светилка, духовно светило. И затоа треба да имаме секој во нашите домови. Библија или Свето писмо слободно може да порачате, а ние ќе ви доставиме бесплатно Свето писмо. Понатамо, еве што вели апостол Петар, ние имаме нешто уште поверно, а тоа е пророчкото слово и добро правите што на него му обрнувате внимание, како на светило што свети на темно место, додека денот не осамне и деницата засвети во вашите срца. Драги пријатели, Библијата е светилка која ќе ни го осветли нашиот духовен пат. Затоа читајте Библијата, молете му се на Бога, Бог ќе ви ги открие големите вистини во таа света книга. Трето, Светото писмо не запознава со Исус, кој е централна личност во Библијата, во него. Значи, без Христа нема спасение, драги пријатели. Ние може да бидеме добри, може да даваме милостини, многу пари на луѓе да помагаме, но ништо не вреди. То нема да не препорача кај Бога. То не може да ни овозможи спасение. Ниту светците. Нема светец денеска на небото. Сите апостоли, сите добри луѓе кои били, кои живеле се в земја, тие се починати и чекат промена. Единствено Христос кој воскреснал како дел од небесното тројство, тој може да ни донесе спасение и воскресение на нашите покојни. Погледнете го писмото, вели Јован, зашто вие мислите дека преку него ќе имате вечен живот, а тоа сведочи за мене. Тоа го запишал Јован, а овие стихови, овие зборови се однесуваат за Исуса Христа. Значи, во Библијата, драги пријатели, централна личност е Исус Христос. Секако тоа е и во Стариот Завет, а секако и во Новиот. И сега, како можеме да го разбереме Светото писмо? Мене како теолог, многу луѓе ми поставиле прашање дали е едно Свето писмо за сите верски заедници. Секако, драги пријатели, една е Библијата. Дали ќе одите во Грција, во Бугарија, во Србија, во Македонија. Било каде, на кој јазик да ја читате Библијата, таа е иста. Постои само едно Свето писмо. Може само да бидат различити преводите, некои граматички грешки, меѓутоа во костор, во базата, една е Библијата. Но погрешно е, нажалост, тумачењето. Зато денеска постојат многу верски заедници. Зато денеска постојат многу движења. И луѓето се збунити со право. Ако постои еден Бог, ако постои една Библија, зошто толку многу верски заедници? Јас се прашувам. Па тоа е тенденција на сатаната. Да ги раздели луѓето во групи. Всушност тој тоа го направил уште за време на Вавилонската кула, кога им ги помешал јазиците Бог, им ги помешал со намера да не изгледа таа кула зашто му прекосиле на Бога, и подоцна сатаната тоа го користи јазично да ги подели луѓето, национално да ги подели. И сега луѓето се гледаат со омраза. Библијата треба да биде книга која не обединува, драги пријатели. Да бидеме сите воедно. Зашто Исус се молил во молитвата, она така наречена правосвещеничка молитва. Кога Исус се моли да бидат едно. Но на жалост сатаната денеска знае
да создаде повеќе групи, повеќе тумачење Библијата и да луѓето бидат збунети. Светото писмо треба да го проучуваме секој ден со молитва. Библијата не е обичен буквар, не е обичен роман, не е обична книга. Зато ни е потребно просветлување на Светиот Дух. Секако Библијата е напишена да биде приступачна и кон учените, и они кои не се толку учени, и кон помладите, и кон постарите. Овие беа поблагорадни од солуњаните, тие го примија Словото со голема усредност и секој ден го испитува писмото, дали е тоа така. Гледате, драги пријатели, овие луѓе во Антиохија го проучувале писмото секој ден со молитва и Бог им го откривал значењето и тие тоа го разбрале и го следеле вистинскиот пат до Исуса Христа. Зошто е важно да го разбереме писмото? Со помошта на Светиот Дух. Па за да не бидеме во заблуда, зашто пишува во Матеј 24 глава, ќе се појават во последно време лажни Христоси, лажни евангелија, лажни науки, се со цел да ги преварат, вели, ако е можно да ги прелажат избраните. А нам пак ни го откри тоа Бог преку Светиот Дух, зашто Духот испитува се, па дури длабините Божји, но ние не го примивме Духот од овој свет, туку Духот кој иде од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. Гледате, Бог ќе ни го открие правиот пат, вистинскиот пат, преку Светиот Дух, ако бараме помош од Него. Духот Свети ни стои, почитувани гледачи, 24 часа на располагање, но од нас зависи дали таа небесна сила ќе ја употребиме или ќе ја одбиеме. Бог ќе почитува нашата слободна волја и тој тоа ќе го почитува до крај. Но Духот Свети сака да ни помогне, да не веруваме во заблуди, да не следиме погрешни луѓе, да не следиме погрешни водачи, туку да го следиме вистинскиот водач Исуса Христа. Библијата зборува дека во последно време ќе се појават лажни учители, но ако ја знаеме вистината, ако го познаваме оригиналот, не ќе бидеме прелажени. Во проучувањето на Библијата секако може да ни помогнат и верните Божји луѓе, што Бог ги испратил да ја објават Неговата волја и да ги поучат луѓето како да живеат во сообразност со Божјата реч. Значи, ако дојде некој учител кај тебе и сака да ја проучува Библијата, можете, но проверете дали тој учител зборува според правилата кои Господ ги дал во Светото писмо. Одете и научите ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Токму преку овие предавања, драги гледачи, сакаме да ви ја доближиме Библијата поблиско до вас, до вашите домови. Читајќи ги овие текстови кои се вдахновени од Духот Свети, нека бидат вдахновени и вашите души, вашите срца, да ја прифатите правата вистина, да му верувате на Бога, да го следите Исуса Христа, зашто само тој е единствениот спасител. Исус е спасителот, не е човек, не се светците. Не може да ни помогне ни Марија, Исусовата мајка, кој некој верува дека е на небото, што воопшто не е точно. Никаде неаме извеште дека мајката на Исуса, Марија, е на небото. Таа е почината. За неја имаме само една реченица кажено, дека е блажена меѓу жените. Да, тоа е точно, но таа е покојна. Таа чека воскресение како што очекуваат сите наши мајки, сите наши дедовци и нашите мили и драги кои смртта ни ги украла. Така да, драги мои пријатели, Исус денеска сака да те научи тебе и мене. Земи ја Библијата со молитва, проучувај ја, ќе имаш благослов во животот, ќе има благослов во твоето семејство. Значи, во проучувањето на Библијата може да ни помогнат верни Божји луѓе што Бог ги испраќа, вдахновени со Светиот Дух да не протумачат таа света книга, тие свети зборови, за да може да ги откриеме. Но можеме и ние самите да читаме. Преку Светиот Дух Бог ќе ни открие се оно што е потребно. Како е можно Светиот Дух да не води во проучувањето? Да, можно е, драги пријатели. Секако
ако ние му дозволиме. Ако се помолиме пред да отворим Библијата, пред да ја читаме, Бог ќе ни помогне. Еве да читаме текст во Лука 11 глава 13 стих. И така значи, ако вие бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе на небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат. Гледате, Духот Свети ни стои на располагање 24 часа. Ако го побараме, тој е тука поред нас. Тој ќе ни помогне. Исус вели, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што го бараат. Библијата е најголем подарок после Исуса Христа, драги пријатели. Исус е најголемиот подарок кој човештвото го добило. Но Библијата е втор подарок. Затоа што преку таа Библија, преку Светото писмо, ние го откриваме Спасителот. Го откриваме патот кој треба да го следиме. Го откриваме спасението што Бог ни го нуди. Библијата зборува за новиот град, за новиот Иерусалим, за еден нов стил на живење што ќе го отпочнеме кога Исус ќе дојде. Наистина, дали ќе го одбиеме тој подарок или ќе го прифатиме, зависи од нас. За да ни даде Свети Дух, нашиот Бог и Спасител Исус Христос, драги пријатели, ние мора да му се покоруваме на Бога. Читаме во Дела 5 глава 32 стих. За тие зборови, сведоци негови сме, ние и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние што му се покоруваат. Што значи тоа покорност? Тоа не значи слепа покорност. Тоа значи понизност, прифаќање на Божите правила, на Божите упатства, на Божите совети. Духот Свети е тука, кој ни стои на располагање. Дали ние тоа ќе го прифатиме или не, зависи од нас, драги пријатели. За да ни даде Исус Христос Свети Дух, уште еднаш ќе повторам, потребно е да му се понизиме, потребно е да се покориме. Ајде при крајот на ова размислување да кажеме неколку зборови за значењето на Божјата реч. Кога велиме Божја реч, Божи збор, тоа значи дека во Библијата се запишени Божите зборови, Божите упатства, оно што Бог го кажал директно или индиректно преку овие свети луѓе кои ги запишале тие негови зборови. Во Евреите читаме 1 глава 1 стих. Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на татковците наши преку пророците. Гледате, Бог им зборувал на пророците. Тие тоа го преточиле во збор, во пишан збор. И денеска ние имаме Библијата. Стари Нови Завет, книга над книгите, книга која обстојува. Знаете, драги гледачи, биле напишани многу книги од многу славни луѓе во историјата. Но кога умреле тие луѓе, тие водачи, умрели нивните книги. Запалени се, уништени се, зашто не вредат. Да, има некои историски книги кои се чуваат во библиотеките световни и луѓето од нив црпат некои историски податоци. Меѓутоа, Библијата ги надживеала сите книги досега и ќе ги надживее, затоа што авторот на Библијата е Бог преку пишувањето на овие свети луѓе. Исус Христос ни е достапен, драги пријатели. Само отворете Библијата. На тие страници ќе го најдете Исуса. Исус кој се родил, кој живел, кој работил 30 години и 3 години активно работил, активно проповедал. И тие 3 години што тој ги поминал, биле од голем благослов за човештвото. Лекувал, мртви воскреснувал и на крајот го дава својот живот за твое и за моје спасение. На страниците на Светото писмо ќе го најдеме и карактерот Божи, дека е Бог полн со љубов, полн со милост, долготрпелив, спор на гнев. Тој е нашиот Бог во кого ние веруваме. Дали ќе го прифатиме Бога, драги пријатели? Дали ќе ги прифатиме упатствата кои се запишани на овие свети страници? Повторно ние одлучуваме. Бог ја почитува твојата и мојата слободна волја. Но знаете што? Ние ќе одговараме и за нашите одлуки. Не само за оно што го правиме како недобри работи, но ќе одговараме и за одлуката која сме ја донели. Ако е добра, во ред, но ако е погрешна, ако следиме погрешни водачи, тогаш да бидеме подготвени и последиците да ги сносиме. Затоа Исус Христос сака да ни помогне вечерва. Исус сака преку Светиот Дух да ни ги открие големите вистини што ни стојат на располагање
читајќи ја Библијата, Светото писмо. Божјата реч може да не прероди и преобрази во Христовиот дух, како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку Словото на живиот Бог, кој пребива во сите векови. Господ сака да не прероди, да не обнови, но повторно ја почитува твојата и мојата волја. Ајде со молитва, после ова предавање, драги пријатели, да клекнеме пред Бога и да го отвориме своето срце, да ги отвориме своите мисли и да му кажеме: Исусе, те сакам. Исусе, помогни ми, кога ја читам Библијата, да те разберам целосно. Ако вие останете при моето слово, навистина ќе бидете мои ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Драги пријатели, вистината е во Библијата. Толку ни е блиска до нашите раце, но нека биде блиски до нашите срца, кога ја читаме, кога ја проучуваме со молитва. Во неа, во Библијата, ни зборува Бог. Божјата реч може да не прероди и преобрази во Христовиот дух. И сосема на крајот од ова предавање, од ова размислување, драги пријатели, сакам да упатам една молитва за сите нас, да не Бог благослови. Господи Боже, Ти благодариме што имаме Библијата, книга над книгите, Светото писмо. Помогни ни, Господе, да ја читаме таа света книга, не само како обична книга, туку како света книга, да веруваме во тие зборови и да може да живееме еден ден, Господе, да бидеме со Тебе во вечноста. Тоа е наша молитва, Те молим, услиши во Христово име. Амин. Почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме да се дружиме во текот на ова втора емисија, во рамките на емисијата Библијата зборува. Се гледаме во наредната емисија со нов наслов, со ново проучување. Секој добро за сите вас. Na 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 na. Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија
и таков ме засака. Колку Боже голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Колку Боже голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести, на тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора.
На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.